Проповедта се вика изговори за неслужење, но сакам да почнеме со еден мал квиз. Ајде да видиме некои од овие прашања колку ги знаете. Која земја во светот е со најголем број жители? Одговор: Кина, со 1,4 милиарди жители. Која е највисока планина на светот? Монт Еверест. Всушност е 8848 метри. Кој вид на дрво е највисоко во светот? Секвоја. 116 метри височина стига. Кој е најбогатиот човек на светот? Бил Гейтс се водеше како најбогат човек на светот со 90 милиарди долари, може да замислите. Ај сега да пробаме обратно, да видиме. Овие доста ги знаеме. Која земја во светот е со најмал број на жители? Ватикан со 920 жители. Која е најниската планина во светот? Вичпруф, Австралија со 148 метри. Не знам како пресметуваат од каде почнува да се смета планина, но еве и ова го сметат за планина и ова е најниската. Веројатно прв пат слушате за неа. Кој вид на дрво е најниско во светот? Дворф вилоу. Или би дошло врба джудже со само 6 сантиметри се смета за дрво, најниското дрво на светот. Кој е најсиромашниот човек на светот? Најсиромашниот човек не само што нема пари, туку е во долгови. Да. Джек Метјус должи 22,4 милиони долари. Тој се смета за најсиромашниот човек во светот. Сега, интересно зошто сакав овој квиз да го имаме. Поентата на овој квиз е да видиме дека често пати ние ги памтиме нештата кои што се најдобри. Значи, највисок врв, најуспешен човек, најбогат човек, највисока планина. И сите сакаме да стремиме кон такво нешто. Но ретко ги памтиме оние кои што се обратни нешта. Најсиромашниот човек никој не го знае. Најмалиот врв никој не го знае. Најмалата држава ретко некој да ја знае. Така да, често пати ние големите нешта ги цениме, а малите нешта ги сметаме за незначајни, за неважни, па дури и безкорисни. И ова е поентата на самиот квиз, затоа што е поврзана со самата проповед. Ако читаме за Мојсе, моментот или периодот кога Бог го повика Мојсе во служба, го повика да го избави израелскиот народ, Мојсе беше во една таква позиција во која што се сметаше за незначаен, за ништожен. Не беше воопшто познат во тој крај. Беше еден обичен овчар, зборувавме минатиот пат, кој што го пасеше стадото, па дури и нагласено не своето стадо, него вели го пасеше стадото на својот таст, Јотор, на својот дедо. Еве, толку беше незначаен. Сега, може би сето тоа влијаеше на Мојсе исто во одговорите кога Бог го повика за да отиде и да го избави израелскиот народ. И ќе видиме во неговите одговори имаше постојано изговори за да не го прифати тој повик. И затоа проповедта денеска ја насловивме изговори, изговори за неслужење. И за нас ова е исто така, можеби, една тема за размислување како ние гледаме на себе си. Можеби затоа што и ние сме малечки, се сметаме за незначајни. Но ајде да видиме како реагираше Мојсей и што Бог му одговараше. Првиот дел кој што можеме да го прочитаме во 3 глава, 11 стих, и ова е првиот изговор на Мојсей. Кога Бог му се јави на Мојсей во капината што не изгоруваше, или грмушката на Хорив, Бог му рече
дека, еве ќе читаме некаде од 9 стих, Бог му кажува на Мојсей, вели, еве јас го слушнав викотот на израелските синови кои што стигнат до мене и го видов угнетувањето со кој што ги мачат египтјаните. Затоа сега појди, јас те испраќам кај фараонот, за да го изведеш од Египет народот мој, синовите израелски. Бог му се објавува и вели, те праќам тебе кај фараонот да го избавиш израелскиот народ. Мојсе може да каже, каква чест Боже, фала ти што сметаш на мене, што имаш доверба во мене, што веруваш дека во мене има таков потенцијал, јас цело време го чекам тоа нешто. Но слушайте Мојсе што одговора. И ова е првиот изговор на Мојсе. И Мојсе вели вака, во 11 стих, Мојсе пак му одговори на Бога, кој сум јас, та да отидам кај фараонот и да ги изведам синовите на Израел од земјата египетска. Првиот изговор му беше, кој сум јас? Мојсе имаше една недоверба во себе си. Мојсе веќе беше нарушена неговата самодоверба, можеби затоа што тој зад себе имаше еден страшен неуспех. Тој за себе имаше еден таков катастрофален момент во кој што мораше да бега од Египет, се сеќавате за да си го спаси животот. Тој се опита да биде спасител, но се изглупира. И затоа останатите 40 години ги помина пасејки овци. И сега доаѓа Бог и вели, тебе ти избирам да го изведеш израелскиот народ. И Мојсе вели, кој сум јас? Кој сум јас? Може би затоа што Мојсе погледна на себе си и рече, јас сум никој и ништо. Што можам јас да направам? Како јас ќе се исправам пред еден голем фараон со неговата моќна војска? Што можам јас да направам? Кој сум јас? Јас сум многу малечок. Затоа велам, ние често пати малите нешта ги сметаме за беззначајни. Но Библијата не ни кажува така. Библијата ни кажува, баш и ево утро се подсетивме дека Бог не ги презира малите нешта. На едно место Исус вели, не плаши се мало стадо, затоа што мојот татко благоволи вам да ви го предаде Царството небесно. На друго место тој стих вели, каде се двајца или тројца собрани во моје име, вели Исус, и јас сум таму. Иако сме малечки, ние не треба да се подценуваме и да велиме, па што може Бог да направи преку нас? Еве колку сме собрани, сме се собрали денеска 10 души, ако не има и толку. Ние сме толку малечки. Што можеме да направиме? И одново Бог не подсетува дека неговата сила се пројавува понекогаш дури и во нашата слабост. Тогаш кога сме малечки, Бог може да делува најмногу. Затоа да не се обесхрабруваме ако сме малечки. Ако читаме во Лука 13 глава, од 18 до 21 стих, Исус го споредува Божјото царство намерно со мали работи. Знаете ли со што го споредува? Со синапово зрно. Не знам дали сте виделе синапово зрно. Тоа е толку малечко, сусам ако сте виделе, толку ситно, толку малечко, дури треба да ставите очила за да го видите. Но те вели, Божјото царство е како синапово зрно, кое што прераснува потоа во големо дрво и птиците небески наоѓаат таму своји гнезда си прават. Го споредува со квасец. И квасецот исто зимаме малку и го ставаме, но нараснува, вели, во големо тесто. Затоа Бог користи мали работи за да се прослави себе си. Бог го избра Мојсе, кој што беше таму во Мидијанската земја, никој и ништо, и преку него се прослави. Ние ги знаеме сите оние големи личности кои што се познати и успешни, и не им обраќаме на малите, но Бог и преку малите знае да прави многу работи. Еве еден пример. Ова е синаповото зрно. Гледате колко е ситничко, малечко. Во споредба, може би со левот, гледате колко е мало. Вели, Бог го ги избра оние на овој свет, ги избра што се прости, за да ги посрамоти оние што се сметаат за мудри. Оние што овој свет се немокни, за да ги посрамоти мокниците. Оние што не се од благородничко потекло и се презрни во овој свет, за да ги направи ништужни, оние што овој свет ги смета за многу важни.
Сите знаеме за Били Грејм. Били Грејм е познат евангелизатор. Веќе е починат при Господа, но за време на неговиот живот тој собирал огромна толпа на луѓе. Стадиони полнел за да доаѓаат да го слушаат него. И скоро да нема човек кој што не знае. Били Грејм е познат евангелизатор. Па сепак никој од нас не знае за Едвард Кимбал. И си велиме кој е пак овој човек? Кој е Едвард Кимбал? Пошто е тој важен? Едвард Кимбал всушност бил вероучител во една мала црква, незначена, во едно мало место и ги поучувал децата во црква. Но овој човек, Едвард Кимбал, поучувајќи ги децата, зборувајќи им за Исус, едно од тие момчиња кои што го споделува Евангелието со него било Двајт Муди. Муди поверувал во Исус Христос и тој станал проповедник. Проповедајќи во Евангелието, тој проповедал на едно друго момче по име Мордекај Хам. И тој поверувал, и тој станува проповедник, и на една од неговите проповеди, знаете ли кој станал христијанин? Били Грејм. И замислете, ние го знаеме Били Грејм, славен проповедник, но ако не беше Едвард Кимбал, еден незначаен учител во едно мало место, може би немаше да го имаме Били Грејм. Бидејќи Едвард Кимбал зборуваше на Двајт Муди зборуваше на Мордекај Хам, и Мордекај Хам го сподели Евангелието на Били Грејм. И така ние денеска можеме да се пофалиме со Били Грејм. Ајде да направиме уште еден тест. Уште еден мал квиз. Можеш ли да го именуваш најдобриот глумец од 1982 година, кој што е добитник на Оскар? Можете ли да ги именувате наградените спортисти од претходните Олимписки игри? Можете ли да го именувате мистер или мис Универзум за 2015 година? Или да ги именуваме Нобеловците од 2017 година? Ајде да ме прашам сега друго, наместо овие прашања да ме прашам, можете ли да именувате учителката која што ви предавала до 8 оделение? Можете. Значи се сеќавате на вашата учителка. Можете ли да ги кажете имињата на вашите родители? Тоа го знаеме. Како првите не ги знаеме, а вторите ги знаеме? Затоа што вторите се тесно поврзани со нашиот живот и оствариле влијание во нашиот живот. Тие не мора да се познати, не мора да се славни. Учителката што не учила до 8 оделение не мора да е славна личност, не постигнала може многу, но таа вложила во нашиот живот. И затоа ја памтиме. Нашите родители може би не се славни, но тие вложувале во нашиот живот. Поентата на ова нешто е, на овој втор квиз е дека може би ти не си славна личност, но важно е да вложуваш во оние што Бог ти ги праќа. И твоите родители вложувале во тебе, и твојата учителка, и затоа ние ги памтиме. Не мора да ги памти цел свет, но за нас значат. Вас може би нема да ве знае цел свет и ќе кажете кој сум јас? Јас сум малечок, никој не ме знае, ништожен, не можам да направам многу. Но ти не можеш да направиш многу, светот нема да те знае, но твоите деца ќе те знаат. Твоите деца секојаш ќе го знаат твоето име, бидејќи ти вложуваш во нив. За нив ти си важна. За твоите деца си важна. За оние што ги поучуваш си важна. Оние кои што се околу тебе, за нив ти си важна личност. Затоа не се обесхрабрувай ако цел свет не те знае. Мајка Тереза има кажано, не мора да правиш големи работи, туку прави мали работи со голема љубов. Тоа е доволно. Ако не можеш да правиш големи работи, прави мали работи со голема љубов. Одиме на вториот изговор на Мојсей. Кога Бог му кажа на Мојсей, те праќам тебе, тој рече, кој сум јас? И читаме понатаму, и Бог рече, а јас ќе бидам со тебе, и еве ти знак дека јас сум ти испратил, кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му служите на Бога на оваа планина. А Мојсе му рече на Бога, еве ќе појдам кај синовите Израилеви и ќе им речам, Бог на татковците ваши ме испраќа кај вас. И ако тие ме прашаат,
како му е името, што ќе им речам јас тогаш? Мојсе сега настапува со втор изговор. И вториот изговор е: кој си ти, Боже? Првиот беше: кој сум јас? Бог вели: јас ти испраќам, кажи им дека Богот на Израел. И тој вели: добро, ако ќе ме прашат за името, што ќе им одговорам? Кој си ти? Вториот изговор на Мојсе укажува на тоа дека Мојсе не беше сигурен и во попрашање на неговиот Бог. Мојсе се уште не го познаваше добро неговиот Бог. Може би тука Мојсе се прашуваше дали мојот Бог ќе биде со мене, дали тој на вистина ќе ме води низ целиот мој пат додека сум таму. Што ако ме остави на пола пат? Може би се прашуваше: а што да очекуваме од Бог? Дали може би ќе ме остави на мои сили да ги правам работите? Може би Мојсе го познаваше Бог теоретски до сега, но сега Мојсе требаше да го запознае Бог и лично во неговиот живот, да го запознае искуствено. И тоа е она што му ли достигаше на Мојсе. И знаете, кога ние стануваме христијани, ние дознаваме дека има еден Бог што не љуби. Но во многу чекори што треба да ги правиме за Христос се прашуваме: а ќе биде ли тој со мене тука? А ќе ми одговори на оваа молитва? А ќе биде ли тој верен до крај? Можам ли да се потпрам на него? Дали можам да сметам на него кога ми е најтешко? Нема ли да ме остави и да ми изневери? Но вистина, кој е тој Бог во кој што јас верувам? Го познавам ли добро? И тоа е прашањето или изговорот што Мојсе овде го имаше. Јас ќе тргнам таму, мене ми испраќа Бог, ама кој е тој Бог? Го знам ли јас? Понекогаш сте се посомневали ли во вашиот Бог? Дали тој ќе биде со вас? Или дали може би не ве е напуштил? Или се прашувате: Боже, а кој си ти всушност? Те познавам ли добро? Ако сакаме да бидеме сигурни во овој свет, во повикот и во служењето, тогаш е добро да го запознаеме нашиот Бог добро. Треба да го познаваме нашиот Бог, да знаеме дека тој не изневерува, никош нема да не напушти, никош нема да не остави. Тој е оној кој што одговара на нашите молитви. Тој не познава многу добро, ги познава копнежите на нашето срце и знае кои се нашите потреби. Баш ово утро што споделив примерот со момчето со кое што се молевме Господ во пакетчето да му даде топка. И кога отворивме, навистина имаше топка. Зошто? Затоа што Бог ги знае нашите потреби. И тој знае да ги задоволи во вистинско време. И затоа треба да го научиме нашиот Бог. И преку ваквите сведоштва ние го запознаваме Бог. Еве сега кога слушате за такво сведоштво и што има во вашиот ум, што си размислувате, свикате: абе, тоа е мојот Бог, колку е прекрасен. Колку е добар тој мој Бог, што значи, еве на тоа мало детенце одговорило на неговата желба. Колку добар Бог има. Мене барем, еве лично, не знам за вас, мене таквите сведоштва ме охрабруваат и мојата доверба во Бог станува поголема. Еве овие вакви сведоштва ни помагаат да имаме доверба во нашиот Бог. Понекогаш и ние се прашуваме: а кој е тој Бог во кој што јас верувам? Но како минува времето, ние го запознаваме Бог преку одговорените молитви, преку тоа што решаваме да му бидеме верни. Гледаме дека Бог е со нас, дека имаме еден Бог кој што е верен. И затоа може би на Мојсе на почетокот му требаше да стекне доверба во тој Бог. Не го познаваше. Неговиот изговор му беше: што да кажам јас? Кој е тој Бог што ме праќа? Како му е името? Мојсе се уште не беше сигурен дали да му верува на тој Бог. И тоа му беше изговор. Ајде да видиме кој е третиот изговор што го имаше Мојсе. Во Излез 4 глава веќе стигаме, бидејќи Бог му објаснуваше на Мојсе и му кажуваше дека тој ќе биде со него. Но Мојсе и понатаму продолжува со изговорите. И во 4 глава Мојсе му одговори и рече: а што ако не ми поверуваат и не го послушаат гласот мој, туку ми речат: не ти се јавил Господ. Овде имаме: а што ако? Мојсе рече: добро, ти Боже, ти ме испраќаш, јас ќе отидам кај мојот народ, ќе отидам кај фараонот, ќе кажам: еве Бог ми испрати, јас дојдам да го ослободам. А што ако не ми поверуваат?
И овде имаме едно што ако, еден сомнеш. И ова стана изговор на Мојсе. Третиот изговор што Мојсе му го сервираше на Бог беше, а што ако? Тоа беше една хипотетична ситуација во која што Мојсе почна да се прашува, што ако не биде така, туку биде вака? Што ако не ми поверуваат? Што пак тоа ако се случи? И често пати и кај нас, кога Бог од нас нешто ќе побара, ние си го вадиме тоа што ако. Бог ни вели, одете и сведочите на вашите близки. Исус вели, одете и кажете го Евангелието. Одете и кажете им за мене. А ние што си велиме, Господе? А што ако ми се смеат? Господе, а што ако не ми веруваат? Господе, а што ако се посрамам и излезам смешна? Господе, што ако? Или Бог вели да го даваме нашиот десеток во црквата и да бидеме дарежливи, ние велиме, Боже, а што ако јас го дадам, а после па немам за да јадење? Што ако после мене пак ми треба се најдам во тешко? Што ако не можам да го минам месецот? И ние почнуваме да се прашуваме, што ако? Леле, ако јас сум бидам верна Бог во она што тој го пара, што ако после па се искомплицираат работите? Дали да го слушам Бог? Што ако некој рекол е оружје на ѓаволот? Кога Бог од нас бара нешто, значи Бог знае дека тоа нешто е изводливо. Кога Бог од нас бара нешто да послушаме, Бог стои позади тоа нешто. И Бог ќе направи да се исполни ако ние само уверуваме. На секоја на заповед на Бог, ѓаволот доаѓа и ни вели, а што ако? Што ако? Што ако не биде така? Што ако? Бог ќе ти каже, оди свири, и ние велиме, иако може би Бог знае дека имаме таа дарба, ние велиме, а што ако ми се смеат? А што ако не можам да го отсвирам тоа нешто? Бог може би ќе те повика да проповедаш, ти велиш, а што ако не сум добар проповедник? И ние наоѓаме изговори, што ако? Ние понекогаш си наоѓаме што ако во секоја ситуација во која што Бог не испрати вели, јас сум со тебе, ќе можеш да го направиш тоа, ќе испадне добро, ќе видиш дека ќе испадне прекрасно. Ама во нас има едно што ако. Знаете ли дека и со детенцето некога ми бараше топка, мене ми дојде мислата, добро, во дете инсистира. Ајде да го предизвикам да се молиме заедно со него, па Бог може да се прослави преку тоа нешто и навистина да му се појави топка во пакетчето, ќе биде едно големо сведоштво. И во моментот кога тоа го помисли, знаете ли која друга мисла ми се појави? А што ако? Нема. Да. Одма некој друг ми шепна и ми рече, а што ако се помолиш, а нема топка? И сега ние секогаш имаме избор, кога Господ од нас ќе бара нешто. Дали да му бидеме верни и да му веруваме, или да го слушаме тој другиот глас кој ќе рече, а што ако? А што ако не бидне? Па добро, ако не бидне, што? Што ако не бидне? Еве ќе отидеш ќе му збориш на тој човек. Што ако не ти поверува? Што ако ти си исмее? Еве ќе однесеш на таа жена ќе ја помогнеш со нешто. Што ако ти е неблагодарна? Па добро и да е неблагодарна. Другото го препуштаме на Бога. Знаете, ние мора да научиме. Ние ќе го исполниме нашиот дел што Бог го бара. За другото ние препуштаме на Бога. Ние се молиме, Господе, благослови го тоа. Другото е Негово. Ние не можеме да имаме контрола над се. И стигаме до четвртиот изговор на Мојсија. Четвртиот изговор е исто многу интересен. Читаме во Излез 4 глава, 10 стих. Гледате, Бог упорно се обидува да му каже на Мојсија, ќе бидам со тебе. Јас, еве, ти давам и знаци. Еве, ќе видиш дека јас сум Бог кој што прави чуда. Бараше од Мојсија дури да го фрли стапот, па стапот се претвори во змија. Ние да видиме такви работи, ние кажеме, ќе кажеме, ој Бог што ја, во кој што верувам, стварно е моќен Бог. Па му рече, ставија раката во пазувата, па стана со лепра, па ставија пак, па беше исцелена. Ој Бог е моќен Бог. Но на сето тоа нешто Мојсија продолжи да наоѓа изговори. И читаме во 10 стих, Мојсија сега вели, како да се извади се од оваа каша? Упорно Бог му вели, абе ти да одиш. Знаете, кога некој вели, ова работа е за тебе, ти два одговорност тебе ти ја даваме, а ние се чудиме како да се извадиме. Како да се извадиме сега, што да кажам да не прифатам?
И Мојсе стига сега до следниот изговор. Мојсе му рече на Господ: О, Господи, те молам, јас не сум доброречив човек. Јас не можам да зборувам добро, Господи. Еве и тука читаме еден друг превод, вели: Јас, слугата Твој, вели, тешко зборувам и тепкам. Јас, Господе, пелтечам, Господе, еве, слушай ме, еве, пелтечам, не можам. Мојсе почнува сега веќе да си гледа на своите мани. Не ме бива мене, Боже, не ме бива, пелтечам, јас не сум добар говорник. Кај мене ми избра? Не ме бива. Овде Мојсе се повика на неговите мани. И неговите мани беа изговор дека тој не може да му служи на Бог. Колку пати ние се повикуваме на нашите мани? Многу пати. Господе, мене не ме бива. Да ви кажам дека во Македонија имаме двајца браќа кои што ги познавам, кои што пелтечат и двајцата служат во црква. Тоа што пелтечиш не мора да биде изговор дека не можеш да служиш. Едниот служи во црква во Велес, другиот е во Штип, и двајцата служат и гледат со се што можат во црквата да помагаат. Така да за сите нас Господ има начин да ни употреби дури и со нашите мани. Ние сите го знаеме Мирче Андреев, кој што беше председател дури на евангелските цркви во Македонија и направи многу. Беше еден современ апостол на евангелското движење во Македонија. И ги воспостави темелите на една цела деноминација. За жал сега е починат. Беше еден прекрасен, надарен говорник. Кога ќе најавивме дека Мирче доаѓа да проповеда, црквата се полнеше. И луѓето сакаа да го слушат. Беше прекрасен карактер. И сега, ние Мирче го знаеме во сите тие работи. Ние ги знаеме сите негови таленти и дарби, велиме, ама добро, Мирче е друга приказка, он е надарен, него Господ може да го употреби. Може. Ама знаете ли дека Мирче, ако сакаше, можеше да најде многу добри изговори за да не служи. Тие што го познаваме добро, знаеме дека Мирче секој ден беше во болки. Мирче имаше еден куп болести. Дури некојаш болен доаѓаше на црква и проповедаше. Истошен, имаше висок притисок, имаше шекер во крвта, имаше што се немаше, имаше болки во колената, во лактовите, имаше различни други, во последно време имаше вртоглавици, изнемоштеност. Многу работи беа закачени за неговото тело и неговото здравје. Но сепак Мирче одлучуваше да не се жали, да не кука, да не наоѓа изговори, туку во тоа што може му служеше. Понекогаш се случуваше од болки да не може да издржи, еднаш кажуваше дека летал со авион, толку му се слошило што побарал, ако може вика јас да легнам меѓу седиштата доле на земјата. И лежал така целиот лет, за да му биде подобро, за да може да издржи. Во една прилика кога беше во Англија му се беше слошило, беше добил срцев удар и го носеа во болница. Но тој продолжи да служи и понатаму. Затоа ние можеме да наоѓаме изговори. Но можеме, наместо да наоѓаме изговори, да кажеме: Господе, јас сум тука, во тоа што можеш употребиме, ти стоам на располагање. Некои од вас може би го знаат и Атанас Ристов. Тој беше некое време председател на Сдружењето на слепите, кај што сега е Тони председател. Потоа се ожени, замина во Скопје, но Атанас Ристов е скоро речиси слеп. И ќе се изненадите како овој човек успева многу работи да ги прави без да гледа. Го научил компјутерот без да гледа, со некоја говорна програма, знае се, ми кажува ако ќе ми се јави ова е таму, ќе го најдеш, стисни таму, ова е таму. И јас му праќам на Атанас Ристов, му праќам ново срце статиите што ги спремаме. Атанас Ристов ги проверува, ги лектурира и ми ги праќа назад поправени, коригирани. Работите што јас не можам да ги најдам како грешки, тој ги наоѓа и ми ги поправа. Веќе јас кога пишам некош ќе пропуштам буква или ќе додадам, ќе напишам погрешен збор. Атанас Ристов ги пушта на неговата говорна програма, ги слуша и там пише погрешен збор, го поправи и го праќа целиот текст поправен, а човекот е речиси слеп. И овој човек служи на благослов, еве и за тоа христијанско списание Ново срце и на црквата. Роза Мојсовска, една наша сестра која што е инвалид, не може да ги движи и рацете и нозете, во количка е, но таа црта со низината уста и пишува поезија. И Бог се прославува преку неја.
Знаеме исто така за Ник Вујчич, човек кој што е без раце и без нозе, христијанин оди по целиот свет и ги инспирира и ги мотивира луѓето. Затоа, кога луѓето велат, јас немам дарба, не можам да бидам ова или она, ајде како Мојсе, пред да се откажеш и да наоѓаш изговори, дозволи му на Бог да работи преку тебе. Ке си изненадиш дека може би многу работи што си мислел дека ги немаш во тебе и дека не можеш, ке си изненадиш дека сушност во тебе имало скриена дарба, дека си можел. На последниот изговор Бог веќе се изнервира. Во Израел 4 глава 13 стих, кога веќе не знаеше што да каже Мојсе, тој рече: Господи, те молам, избери некој друг што ќе испратиш. И често пати и ние тоа го викаме. Боже, што мора мене или има други некои? Најди некој друг. Друг некој нека проповеда, друг некој нека го прави тоа нешто, друг некој нека служи. Што мора јас? Петиот изговор го изнервира Бог затоа што досегашните изговори на Мојсе беа не можам. Боже, не можам, не ме бива, не можам во други работи. Но сега Мојсе не кажуваше веќе не можам. Во овој изговор веќе беше не сакам. Не сакам, јас најди некој друг. И за жал денеска во црквата имаме многу такви случаи каде што христијаните очекуваат некој друг да служи. Што морам јас? Јас имам моја работа, јас имам моје обврски, јас имам мој бизнис. Некој друг, Господе, најди. Мора ли јас? Јас немам време. Значи веќе работата не е во тоа не сакам. Во овој изговор последниот работата е веќе не можам, него не сакам. Ние сега веќе велиме не сакам, Боже. Не сакам. Јас сум си презапатен, си имам други работи, најди некој друг. И овде Мојсе сакаше да се извади во последното со тоа што сакаше да му каже на Бог: некој друг нека служи, остави. И Бог, ако читаме, ќе видиме дека се изнервира. И гледаме и други такви примери во Библијата. Еден таков пример кој што го имаме во книгата Естир. Знаете, кога Естир беше поставена да биде царица на царот во тоа време, беше донесена заповед дека треба да се истребат сите евреи, сите израелци. И нејзиниот браточет Мардоке, тој рече: ти си царица, жена на царот, отиди кај него и каже му, ако е можно, да го смени тој закон. И таа одговори: нема да го направам тоа нешто, затоа што ако отидам може да го загубам животот. Најдете некој друг начин. И знаете што и кажа тогаш Мардоке? Господ може да најде некој друг. И ако ти не отидеш, Бог по друг начин и преку друг човек ќе го избави Израел. Бидејќи Бог нема да го остави неговиот народ така. Ама ти ќе одговараш еден ден пред Бога. Тоа беше кажано од Мардоке. И знаете, кога ние велиме не сакам, Боже, некој друг најди, Бог ќе каже: добре, јас ќе најдам некој друг. Ако ти не сакаш, ама еден ден ќе треба да дадеш отчет за твојот живот, што си направил со оно што јас ти го дадам. Што си направил со дарбите, со повикот, со времето. Бидејќи ако ние кажеме на Бог: Боже, не сакам, Бог ќе каже: добро, тој на сила нема да не тера, ама еден ден ќе побарам сметка од тебе. Затоа, добро е да размислиме кои се нашите изговори, кога Бог од нас бара да му служиме, и дали е мудро да ние се изговараме или да на крајот му кажеме на Бог во лице: Боже, не сакам. Ево се 5 изговори што Мојсе ги имаше.